Градежните работи за комплетирање на експресниот патен правец на делницата од Крупиште до Кочани се одвиваат интензивно и треба да завршат до крајот на оваа година. При увидот во изградбата на сообраќајницата, што го направи премиерот Димитар Ковачевски заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта ЕУ Прустеми, беше истакнато дека се надминати сите пречки за завршување на овој дел од патот, со што тој целосно ќе може да се стави во функција. Деновиве се одвиваат завршните градежни работи на оваа делница и можеме да најавиме дека пред завршување на оваа календарска година ќе заврши изградбата и ќе биде пуштен во сообраќај овој пат. Предизвиците беа сериозни, но еве и на овој капитален проект успеваме да ги завршиме сите градежни работи и да го донесеме до самиот крај. Со тоа заокружуваме инвестиција во вредност од околу 46 милиони евра и завршување на целата патна врска од Штип до Кочани. Изградбата на овој експресен пат е сериозен инпут за влез на многу нови инвеститори, за зголемување на работните места, но и подобра комуникација помеѓу граѓаните. Делницата од Три чешми до Крупиште од експресниот пат Штип Кочани веќе се користи околу 2 години. Вториот дел пак од Крупиште до Кочани се најавуваше дека ќе заврши до почетокот на оваа година, но поради објективни пречки беше пролонгиран за 10 месеци. Изградбата на експресниот пат почна пред нешто повеќе од 6 години, но извесен период имаше застој поради доистражување на археолошки наоди што се појавија на трасата, како и за експроприација на дел од земјиштето. Ротари клубот Кочани Виница го реализираше најавениот хуманитарен настан во рамки на овогодишното одбележување на Мовембер, месецот за подигање на свеста за машкото здравје. Во мултикултурниот центар во Кочани се одржа едукативно предавање за одржување на менталното здравје, а беше прикажана и донаторска театарска представа. Интересот за настанот беше одличен, зашто потврда е и исполнетоста на гледалиштето во салата. Од Ротари клубот Кочани Виници истакнаа дека ова се само дел од активностите што се реализираат во овој период, особено за подигање на јавната свест за зачувување на здравјето воопшто. Оваа година го надоградивме тоа одбележување во соработка со општина Кочани и одлучивме да направиме, да организираме една театарска представа. Имаме честа гости на театарската представа да ни бидат театарот од Штип со комедијата ЈЗУ Европа. Сега да биде уште поинтересно, целиот овој настан е надограден со уште едно предавање за менталното здравје од нашиот доктор психијатар Дарко Иванов. Целта е да малку го разбиеме митот за менталното здравје, бидејќи мажите како мажи знаеме малку се потврди и не сакаат да признаат кога имаат проблеми. Како што не боли зап, може да не боли и душата и затоа треба да реагираме на време. На едукативното предавање за одржување на менталното здравје, докторот Дарко Иванов, психијатар од Центарот за ментално здравје при Општата болница во Кочани, истакна дека е забележано подобрување во самоиницијативното барање стручна помош, особено меѓу машката популација. Последниот период е во подем, охрабрувањето кај машкиот пол. Повеќе храброст може да кажем дека имаат помладите лица за разлика од повозрастната група од 50 години натаму. И ова да допринесе да се јавуваат со цел и истите да доаѓаат навремено да побараат стручна помош. Машките повеќе се прават храбри и не ги негираат овие потешкоти, бидејќи многу им укажуваат дека нема такви проблеми или тоа е само период кој што за кратко ќе помине. Но за жал статистиката вели друго, дека е зголемен бројот на суицидите кај мажите, како депресијата и анксиозните расстройства, а тоа е баш поради фактот што навремено не бара или касно побаруваат помош од стручни лица. Во вториот дел од настанот, актерите Елена Шорова-Дербов, Владимир Тулиев и Миле Евротеовски од Штипскиот народен театар ја прикажаа театарската представа, комедијата ЈЗУ Европа, во режија на Кристина Атанасова Арсова. Ротаријанците од Кочани и Виница хуманитарната активност ја реализираа со поддршка од општина Кочани, како дел од локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите,
а во соработка со своите колеги од Ротари клубот од Штип во рамки на овогодишната интернационална ротаријанска тема Imagine Rotary. Членови на доброволното противпожарно друштво од Кочани, Општинската организација на Црвен крст, Ротари клубот Кочани Виница и од територијалната противпожарна единица викендов реализираа акција за пошумување на падините на Осоговските планини. На површини што пред неколку години настрадаа во шумски пожари, беа засадени 1000 садници багрем. Подршка во акцијата дадоа и вработените во јавното претпријатие Национални шуми, како и шумското стопанство Осогово. Акцијата беше дел од планираното есенско пошумување на површините за обновување на шумскиот фонд. Акцијата се реализираше во соработка на граѓанските организации и издруженија од Кочани, како поттик ваквите акции да добијат во еднина поголема масовност и одзив од граѓаните. На истата локација, кај селото Бели, вработени во компанијата Amphenol Technology Македонија, викендов засадија 3000 багремови садници. Ова беше трета акција за пошумување што во изминатиот период се реализира по иницијатива на Amphenol Technology Македонија. И за оваа акција поддршка во реализацијата имаше од подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми. Целта е да се помогне во обновувањето на опожарените подрачја во Кочанскиот регион. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани и Комисијата за образование во врска со неодамнешните случувања поврзани со Средното општинско училиште Гошо Викентиев испратија писмен допис во кој стои дека ја демантираат вистинската намера на заробени институции контролирани од полициските структури на СДСМ. Централната власт и владата конечно сватија дека потполно потврлија во справувањето со енергетската криза, инфлацијата, зголемената сиромаштија, владењето на правото и водењето на државата по вистинскиот пат. Нивниот страв поради катастрофалниот рейтинг на последните анкети и предвремените парламентарни избори кои ќе се случат во пролет, ги мотивира оркестрирано во цела држава да започнат со политичка агенда лов на вештерки. Целта е во општините каде локалната власт ја има ВМРО ДПМН да се прикажат раководителите на локалните институции со наводни незаконски местенки, а целата операција ќе се спроведува преку МВР, која одамна ја изгуби својата вистинска намена и вредност. Исто така со ова ќе се направи целосен дефокус на реалните проблеми и аномалии во општина Кочани, како што е трговијата со наркотици, дивењето на одредени граѓани кои се недопирливи поради нивните конекции со МВР, сообраќајниот хаос и други нелегални дејствија. Конкретно за обвинението во СОУ Гошо Викентиев се работи за незаконски упат на службени лица од МВР Кочани на 18 октомври 2022 година, кои без соодветно легитимирање и без налог од јавното обвинителство незаконски одзеле документи од архивата на училиштето и истите немаат записник и потврда за привремено одземени предмети. Јавно прашуваме докаде е постапката во внатрешна контрола на МВР за конкретниот случај. Поминаа 30 дена. И дали се подгреваат сомнежите за неиздавање на записник за одземени предмети, дека се можни фингирања со намера да се дискредитира директорот на училиштето. Ако има инсинуации во институциите за незаконски работи и тие се докажат на суд, ВМРО ДПМН ќе биде првиот што ќе излезе во јавност и ќе се огради од таквите поединци, стои во писмениот допис од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани. Одделението за внатрешни работи од Кочани ги демантира наводите изнесени во писменото соопштение од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, при што наведува дека при поднесувањето на кривичната пријава против директор на училиште е постапено во координација со надлежен јавен обвинител и со судија од Основниот суд во Кочани и е испочитувана целата законска процедура. Од страна на полициски службеници на одделението за внатрешни работи Кочани во координација со Основното јавно обвинителство од Кочани преземени се сите потребни мерки и активности во врска со овој случај и на 18 октомври 2022 година, согласно членот 49 од Правилникот за вршење на полициски работи, извршен е увид во документацијата и евиденциите на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, пошто е обезбедена наредба од судија на претходна постапка од Основниот суд Кочани. Одземена е документацијата и по целосно документирање на предметот на 24 ноември до Основното јавно обвинителство Кочани е поднесена кривична пријава против СЗ
за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот вршител на должноста директор на Седмото општинско училиште Гошо Викентиев со отпочнување на учебната 2022-2023 година дал под закуп деловен простор, собственост на училиштето, на правно лице од Кочани без да спроведе посебна постапка за закуп на недвижни ствари со електронско наддавање и без да склучи договор за закуп на деловен простор. Пријавениот бил должен да формира комисија за располагање со недвижни и движни ствари на училиштето, која ќе ја спроведе постапката за електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор и да склучи договор за закуп. Но пријавениот ја искористил својата службена положба и овластување и сам го избрал правното лице на кое му го дал деловниот простор под закуп. На тој начин пријавениот го оштетил буџетот на училиштето, а на правното лице му овозможил бесправно да стопанисува со бифето и да се стекне со поголема имотна корист, се вели во демантот од Одделението за внатрешни работи Кочани. Шест борачи викендов го представуваа боречкиот клуб Спартак на меѓународниот турнир Неврокоп 2022, што се одржа во градот Гоце Делчев во Бугарија. Тие имаат добар настап и во конкуренција на борачи од Грција, Романија, Турција, Македонија и Бугарија освоија 2/3 места. Даријан Павлев во категоријата до 59 килограми и Павел Темелков во истата категорија се закитија со бронзен медал. Андреј Соколов во категоријата до 47 килограми и Едис Билалов во категоријата до 35 килограми ги освоија петтите места, додека Иле Иванов и Филип Ангелов имаа по една победа и еден пораз. Младите борачи на Спартак беа учесници и на меѓународниот турнир Трофеј шампиони борачки легенди, што викендов се одржа во Радовиш. Иако Кочанскиот клуб го представуваа надпреварувачи и во машка и во женска конкуренција, медали освоија само девојчињата. Славица Митева во категоријата до 50 килограми го освои второто место, додека Стојна Митева во истата категорија го освои третото место. Кај момчињата во различни возрастни и тежински категории петти место освоија Јовен Илиев, Мартин Цветанов и Христијан Стоилов. Тројца каратисти од карате клубот Партизан и двајца од карате клубот Кочани се пласираа во плейоф над преварите за избор на представници за учество на Европското првенство. На државното првенство за кадети, јуниори и U21, што викендов се одржа во Гостивар, во конкуренција на 206 надпреварувачи од 40 клубови, членовите на Партизан освоија 2 сребрени и 1 бронзен медал. Мартина Шахинова беше второпласирана во категоријата U21 во борби до 68 килограми. Филип Стојанов го освои второто место во категоријата кадети борби до 70 килограми, додека Ангел Стојанов заврши како третопласиран во категоријата U21 борби до 75 килограми. Пласман за плейоф над преварите обезбедија и членовите на карате клубот Кочани, Наталија Карова во јуниорска конкуренција до 48 килограми и Иван Арсов кај кадетите над 70 килограми. Петмината каратисти од двата клуба од Кочани ќе учествуваат на плейоф над преварот, што едниот викенд ќе се одржи во Скопје и ќе биде изборен за состав на репрезентацијата што треба да ја представува нашата држава на Европското првенство, што во февруари идната година ќе се одржи во Ларнака на Кипар. Младинските екипи на кошаркарскиот клуб Баскет Дино забележаа 2 победи и 1 пораз. Во М12 лигата во женска конкуренција девојчињата од Кочани беа подобри од своите врснички од МВП од Скопје и ги совладаа со 40:21. Победа забележаа и момчињата во М14 лигата на гостувањето во Гевгелија. Со резултат 55:43 тие го совладаа тимот на Кожув. Нивните постари клубски колеги пак против истиот гевгелиски клуб во М18 лигата доживеа пораз од 69:63. Во неделата во Штип се одржа меѓународна спортска манифестација во планинско трчање во должина од 18,5 километри и со владување надморска височина од 750 метри. На надпреварот имаше домашни и странски надпреварувачи, од кои најмногу од Полска. Кај представниците од Кочани најдобар успех постигна Владо Симеонов во категоријата над 50 години, освојувајќи го првото место.
Планинарскиот клуб Москито пак го представуваат тројци учесници, а членот Никола Серафимов го освои третото место во категоријата над 60 годишна возраст. Викендов се одиграа редовните кола во првата фудбалска лига во женска и во втората фудбалска лига во машка конкуренција, во кои представниците од Кочани и Виница не ја искористија предноста на домашниот терен. Во рамки на 10-тото коло, женскиот фудбалски клуб Кочани на стадионот Никола Мантов во саботата беше домакин на тимот на Каменица Саса и доживеа катастрофален пораз од 10-0. Победата за гостинските фудбалерки ја обезбеди Ана Димитровска, која за својот тим постигна дури 6 гола, а резултатот го отвори со погодокот во 8-та минута. Потоа успешно шутираше кон голот на домакинките и во 21-та, 40-та, 65-та, 68-та и 80-та минута. За високиот пораз на ЖФК Кочани придонес имаа и Бојкова, која во 15-та минута постигна автогол, како и Талевска, која постигна погодок во 48-та, Костова во 49-та и Шоповска во 88-та минута. Освојувањето на трите бода за гостинките од Каменица беше очекувано, со оглед што тие се борат за врвот на табелата, а со оваа победа сега заостануваат само 3 бода зад водечкиот Љуботен. Во втората фудбалска лига се одигра 13-тото коло, во кое Виничка Слога 1934 беше домакин на средбата со Аресими 1973 од гостиварското село Чегране. Надпреварот заврши без голови, иако домакините се надеваа дека ќе ја забележат долгоочекуваната победа и ќе освојат нови бодови за обезбедување опстанок во лигата. Поддршката од домашната публика не беше доволен мотив да се затресе противничката мрежа, пошто дојде до поделба на бодовите. Со тоа, Слога останува на 14-та позиција на табелата со 10 бода, пред Тетекс кој има 3 бода помалку и Борец кој е без ниту еден бод досега. Во следното коло, Слога ќе игра во гости против Охрид Ликнидос.